Малаксаноста, главоболката, но и болките во стомахот ги полнат матичните ординации во Штип. Високите дневни температури понатаму влијаат врз здравјето на граѓаните. Дополнително се појавуваат проблеми со крвниот притисок, колапси, како и нагони за повраќање. Често во последно време се жалат на малаксаност, главоболки, болки во стомакот, течни столици, нагони за повраќање. Меѓутоа, поради високите температури се појавуваат и нисок крвен притисок, епизоди на колапси, односно на губење на свест, поради несоодветна хидратација или изложеност на високите температури што деневи ги има во нашата земја. Иако организмот си прави методи и начини за прилагодување на телесната температура со надворешните постојани температурни разлики, сепак и хроничните болни, ова се одразува врз нивното здравје. Си прави напори преку своите механизми да не одржи во еден баланс, меѓутоа оние кои што се хронично болни, што имаат потреба од редовна терапија и како ги чувствуваат овие драстични промени и се одразува на нивното здравје со варијација на крвниот притисок, забрзана срцева работа, малаксаност, поспаност, главоболки, како што претходно реков, и општа слабост, намалена концентрација и расудување. Секако ако осетат некои од овие симптоми кои што го нарушуваат нивното секојдневна активност, да се обратат до својот матичен лекар за да добијат советен третман или корекција на веќе дадената терапија. И кај лицата кои не се хронично болни има можност за појава на овие симптоми овој период од годината. Затоа се препорачува да не се излегува на сонце во периодот од 10 до 17 часот, ако за тоа луѓето немаат потреба. Да кажем, спаѓаат во групата на здрави лица, соодветна хидратација, да останат еден извесен период во климатизирана просторија, да се стабилизира организмот и ако дојде до подобрување на состојбата, да побарат, не дојде до подобрување на состојбата, да побарат совет од својот матичен лекар. Оние што имаат хронична терапија, редовно да ја земаат и да не се изложуваат во периодот кога има високи температури од 10 до 15 до 17 часот, ако немаат потреба. И понатаму остануваат препораките од лекарите да се пие многу вода, да се носи лесна облека, шешир или капа и да се консумира лесна храна.